Може? Ајде. Добро, почитувани медиуми, денес заедно со директорите на средните училишта на територија на општина Штип, заедно со наставниот кадар, учениците, сме на отворен ден на сите средни училишта во Домот на млади. Во рамки на овој настан, сите средни училишта ќе имаат изложен штанд за промоција на наставните насоки, програми. Штип е центар на образованието и ово не е само промоција за учениците од нашиот град, туку и за ученици од целиот регион, затоа што имаме и државни и општински училишта средни кои вршат уписи на многу ученици од целиот источен регион и можам да потврдам дека Штип е расадник на кадри, затоа што е центар на образованието, а благодарение на средните училишта, благодарение на кадрите во рамки на средните училишта, успеваме да трасираме пат на идни студенти, на идни доктори, идни инженери, економисти, правници, кои треба да додадат вредност во нашето општество, во нашиот град и во нашата држава. Така да оваа прилика ја користам да апелирам до идните средношколци да искористат можноста да одлучат во кое училиште, на која наставна програма, насока ќе се запишат и во која насока ќе си го трасираат патот за да се стекнат со најсоодветно образование, квалификација, за да можат полесно да се преструктурираат на пазарот на трудот. Она кое што е наша тенденција и цел како локална самоуправа е во рамки на сите средни училишта да има можност за еден вид дуално образование со кое што полесно ќе ги вклучиме сите ученици полесно да се адаптираат на пазарот на трудот, да веќе кога ќе завршат или кога ќе го продолжат процесот на образование да имаат познавање од реалниот сектор. Дали со нешто ќе ги осовременувате средните училишта? Согласно програмата за образование, секоја година се адаптираме на потребите на пазарот, на побарувачката и во координација со сите директори на средни училишта, тоа е нашата тенденција да практично го следиме новото време, да го следиме новиот тренд, побарувачката на пазарот на трудот, затоа што само така ќе можеме да бидеме атрактивни и да го привлечеме вниманието не само на учениците од Штип, туку на сите ученици од целиот регион. Господја Ристова, што нуди гимназијата Славчо Стоименски? Пред се да го поздравам овој настан денешен, затоа што исклучително е убава атмосферата, да се видат толку млади луѓе на едно место. Учениците од основните училишта имаат можност да го посетат штандот на гимназијата Славчо Стоименски, одблиску да се запознаат со професорите и со учениците кои што учат во нашето училиште и да ги споделат нивните искуства. Гимназијата од оваа година стартува со нова концепција гимназиско образование, со тоа што се нуди исклучителна можност на учениците да изберат предмети кои што сакаат да ги изучуваат или кои што се во нивни интерес. Со тоа, веќе во трета и четврта година учениците избираат своји по собствена желба пакети кои што ќе им дадат едно широко образование и можат со полагањето на државна матура, која што уште нарекуваме гимназиска државна матура, затоа што таа ги се води по програмата на гимназиите и со завршувањето, односно со финализирањето на средното образование и полагањето на државна матура, учениците од гимназијата можат да се запишат на сите факултети, буквално им се отворени вратите на сите факултети, сите високообразовни институции во земјата и во странство. Благодарам, господја Шалева, дали има некои дополнителни промени, да речеме, во оно што ќе го нуди Коленетени? Денеска единствено што можам да кажам дека е во тек подготовката на проектната документација за целосна реконструкција на училиштето. Откако ќе биде таа завршена, ќе почнат постапки со реновирање на училишните кабинети, набавка на опрема, нова фасада
и слично. Да, за заинтересираните што се нуди ова училиште? Како и секоја година, ние сме како училиште спремни да ја примиме новата генерација ученици во рамките на трите наши струки: машинство, електротехника и угостителство и туризам. Нудиме 11 профили кои што на учениците им овозможуваат да се стекнат со квалитетна настава. Дуалното образование веќе е спроведено во целост во нашето училиште. Теоретската настава се изведува во современи опремени кабинети, а практичната во компаниите. Имаме склучено голем број на меморандуми, каде што учениците се стекнуваат квалитетна практична настава. Очекуваме во иднина да се зголеми бројот на нашите ученици, бидејќи ние имаме и досега регионален карактер, меѓутоа со подобрување на условите за работа, ние сметаме дека овој број ќе се зголеми уште повеќе. И ги охрабрувам учениците да го посетат нашиот штанд. Ние успеавме денес да донесеме само мал дел од онаа опрема која што ја имаме во нашите кабинети и ги охрабруваме да го посетат штандот и согласно своето образование од основно да одберат во која струка и профил ќе се запишат. Колку слободни места имаме на располагање? Според конкурсот имаме 264 места во рамките на 8 паралелки. Во однос на матурата сакам да дадам едно појаснување. Ние како училиште имаме можност да одбереме два вида на матура: државна и стручна. Државната матура е универзална и ние можеме да ја спроведеме кај нас, бидејќи како училиште сме подготвени и ги охрабруваме сите да не им биде матурата пречка за запишување во нашето училиште, бидејќи секој што ја одбил таа матура ќе ја положи без никаков проблем, бидејќи не е ништо поразлично од претходната година. Добро, благодарам господин Николич, да ни кажете дали има некои дополнителни смерови или останува како има? Исто како и претходната година, и оваа година запишуваме од профилот медицинска сестра, забен техничар, физиотерапевски техничар, фармацевски техничар и како и лани, кога за прв пат го воведовме секторот лични услуги, и оваа година заради големиот интерес запишуваме техничар за козметичка нега и убави. Колку има слободни места? Скупно имаме 202 слободни места. Добро, благодарам, да слушнеме Димитар Мирашчев, што ќе ни каже дали има нешто ново или пак останува на она што е одлага. Средното општинско училиште Димитар Мирашчев од Штип распиша конкурс за запишување на ученици во прва година во образовните профили техничар за дизајн на облека и техничар за изработка на облека по концептот на дуално образование, каде што самото училиште има вклучено меморандум за соработка со повеќе компании. Би сакала да го поздравам овој настан и да ги повикам сите идни средношколци да го посетат нашиот штанд, со себе да ја понесат модата, креативноста и дизајнот, доколку сакаат и се пронаоѓаат како идни модни дизајнери кои што ќе ја креираат идната македонска мода, како и на кој начин да ги изработуваат и истите да ги промовираат на пазарот на трудот. И покрај тоа што сме стручно образование, би сакала да истакнам дека учениците и во нашето училиште имаат можност за полагање на државна стручна матура, државна матура или да го завршат своето образование и да отворат свој собствен бизнис, пошто ќе бидат препознатливи на самиот пазар на труд. Има слободни места? 59. Благодарам.